Добро вечер, почитувани гледачи. Се е подготвено за новото издание на емисијата Под лупа. А вечерва ќе разговараме на една тема за заштита на состојбата и на благосостојбата на животните. Во студиото на емисијата Под лупа е Климент Арнаудов, председател на Сдруженијето за заштита на животните анималија. Добре дојдовте во Лупа, не сте прв пат во ТВМ. Повеќе пати сте гости, но разговарано е на различни теми. Еве вечерва ќе зборуваме токму за заштитата на животните, каква е состојбата во нашиот град и што ние како хриѓани правиме за тоа. Добро вечер, уште еднаш, мило ми е што уште еднаш имам чест да присуствувам во оваа телевизиска куќа. Сега денес вечерва, особено со онаа тема која што најмногу ми лежи при душа, на срце и она што го живеам фактички, состојбата на животните, благосостојбата и фактички нивните права кои што се трудиме како невладина организација и останатите други невладини организации ширум Македонија да прогаламиме, значи да проговориме во нивно име и да ги добијат оние права кои што и со закон се пропишани, а воедно и нели со нашата етика и морал што како човечки битија ги поседуваме. Така. Човекот сам може да се бори за своите права, но животните не можат. Мора тоа ние да го направиме во нивно име. И има многу што да се направи на оваа тема. Сдруженијето Анималија постои веќе 2 години и 2 месеци. Кој беше мотивот, значи од каде дојде идејата токму критичниот момент пред 2 години да се формира вакво едно здружение во градов? Точно така, значи ево кај што постоиме 2 години и 2 месеци, значи конкретно на 19 септември 2013 сме формирани. Идејата дојде несомнено од она се најдовме неколку луѓе љубители на животинките. Рековме ајде да ги синергизираме напорите, значи заедно сме посилни и да пробаме, значи да направиме одредена промена не само во градов, туку и во земјава како целина, воедно и во светски рамки, да направиме нешто со кое што би ги заштитиле животните, нешто со кое што би го промовирале на еден начин моралот и хуманоста во човека и нели да создадеме еден подобар свет како за човекот, така и за животинките во општеството. Каква е состојбата во нашата општина и генерално, значи во нашата држава кога станува збор за заштитата на животните, колку сме ние луѓето хумани кон нив? Од она искуство што и како дете сум го имал, значи јас цел живот сум со животинки. Сум имал миленичиња, сум ги хранел бездомните кученца низ улица, околу куќа сум собирал колку што сум можел. Сега и како дел од анималија, значи гледано во тој поглед како стои свеста на луѓето за животинките, морам да кажам искрено дека прилично сме разочарани, затоа што ево кога го формиравме здруженијо, сметавме дека побрзо би оделе вдомувањата на кученцата, побрзо би допреле до луѓето да ни помагаат не само во однос на донации и секако во однос на тие донации не само финансиски донации, туку и донации во поглед на материјали кои што не им требаат и кебенца и да речеме апелираме најчесто и за сено, слама да ни се донира. Исто така донација и волонтирањето на еден начин. И самото вдомување на кученца, маченца е всушност еден вид на донација и покажување хуманост. Се надевавме дека побрзо ќе се одвива нештата, меѓутоа во тие 2 години и 2 месеци опстој видовме дека не е така. Ги видовме и одредени други тежини кои што претходно како индивидуалци, справувајќи се со бездомните животинки, не сме биле свесни дека постојат. Најголемите кочници сме ги виделе во однос на непочитувањето на законите, како од страна на граѓаните, така и од страна на институциите кои што се должни да ги спроведуваат тие закони. Сме биле разочарани од страна на постапувањето на одредени институции задолжени за спроведување на законот, а и од страна на одредени приватни фирми кои што сме побарали, сме тропнале на врата за да ни помогнат. Така. Постои закон за благосостојба на животните, тој во 2014 беше ревидиран, внесени беа и некои нови точки. Дали се подобрува со ревидирањето на овој закон состојбата и правата всушност на животните, дали се подигнати на едно повисоко ниво или остануваат на она на кое што бе порано? Со овој закон кој што беше ревидиран, како што спомнавте, се направени одредени подобрувања во поглед на претходниот кој што беше донесен 2007 година, колку што се сеќавам.
Најголемиот дел за кој ние како Сдружение за заштита на животни ширум Македонија пробувавме да го спориме, онај дел кој што се однесуваше на еутаназијата на бездомните животни. Имаше одредени подобрувања и во поглед на тој дел каде што беше разработена таа тематика. Она што целосно ние го сакавме да биде укинато фактички, тој поим еутаназија на животни. Зошто? Затоа што во овој закон и во претходниот се провлекува една оксиморон, ќе го наречам слободно, хуман метод на убивање на животни. Значи, просто неверојатно е како може некој чин на убиство да го сметаме за хуманост. Значи, не постои хуман начин на убивање на животно кој што не сака да умре. Како што не постои хуман метод на убивање на човек, едноставно. Конекциите се тука. Ние, активисти за заштита на животни, по дефолт сме активисти за заштита на луѓето. Тука нема дискрепанца да се направи одредена граница и разлика меѓу еден живот и друг живот. Најчесто кога не критикуваат, а верувајте и не критикуваат, значи затоа што се трудиме да спасиме животинче во потреба, одат со таа теза дека ние ги игнорираме страдањата на луѓето. Анималија пред недела дена, најчесто јас одам со теза дека не е во ред да ги кажуваме добрите дела, најдобро е самите дела да говорат за тоа што го правиме. Меѓутоа во ова општество каде што живееме, неопходна ни е медиумска поддршка. Не случајно сум гостин во оваа емисија и се трудам да го пренесам гласот на животните, воедно и гласот на анималија и сите останати здруженија за заштита на животни. Ја посетивме една стара женичка која што исто така низ град луѓето ја познаваат како храни бездомни животинки, која што е сиромашка. И при тоа дел од нашата храна која што наменуваме за исхрана бездомни животинки ја однесовме кај неа. И не беше во ред, доколку ние ја правевме таа граница, значи, да ние носиме храна за животинки, а за неа да не однесеме ништо да си се почасти едноставно. Однесовме одредена количина јаволчиња, компирчиња, пазаревме масленце и ред други работи. Женичката не прифати предобро, пресрекна со солзи во очите едноставно и буквално анималија на еден начин проба да го пренеси таа да речам теза дека треба да се помага без разлика на тоа на секој живот во потреба да му се излезе во пресред. Зошто? Так. Затоа што имаме две раце, нели? Една рака е за нас, другата рака да ја подаваме онам каде што можеме да помогнеме. Сега секогаш кога се некои вакви теми во прашање, кога дискутираме на некоја слична тема, се зема во предвид на материјалното и секогаш тоа е некоја појдовна точка, па се нема пари за да се направи нешто, еве конкретно сега зборуваме за животните, но не се секогаш парите во прашање, можеби повеќе е добрата волја на луѓето да помогнат, отколку парите, еве кажавте дека ова наша сограѓанка која што не е така добро материјално ситуирана, па сепак сака да помогне. Точно е тоа. Како да ја подигнеме свеста на кај луѓето за да помагаат повеќе, да им помагаат на животните? Свеста едноставно може да се подигне само преку правење на она што го зборуваш. Значи преку хумани дела. Да бидеш еден вид инспирација, да и да им покажеш на другите дека имаат мноштво изговори кои за жал се неосновани, но чудо мноштво изговори значи за да не делуваат. Она што мене како млад граѓанин на Охрид ме загрижува е таа апатија на младината, апатија на мои врсници и помлади луѓе кои што едноставно не можам да се помирам со тој факт да секојдневно кафуваат, а при тоа при олку нерешени проблеми, не само од полето на ова што не денес тема за муабет животинките, туку и од полето на човекови права, социјална правда, загадувањето, да речеме, кое што не е алармантно во Охрид, го нема речиси, меѓутоа тоа не е доказ дека тоа така ќе биде за навек. Има одредени најави кои што исто така јас како за борец за заштита на животни сум и борец по автоматизам за заштита на животната средина, што животните си дел од животната средина. Ме засегаат и се во негативна насока. Значи, муабетот ви е каде што треба да делуваме превентивно, а онаму каде што веќе превенцијата одминала и во некоја повисока фаза треба веќе да се делува на еден поинаков начин. Дефинитивно така, да. И тоа што го започнав, што сакав да ја доловам паралелата дека
младината, нели Охрид го прогласивме за мртов град. Така секаде провелува, дека мноштво граѓани се одселуваат, дека нема што да се прави во градов, освен во летните месеци, бидејќи од туризам живееме. Јас буквално го демантирам на еден начин што искрено Охрид мене ми се допаѓа онаков каков што е и не е точно дека е мртов град во поглед на ето. Место да кафуваме, можеме да потегнеме активизам во невладини организации. Преку тие проекти некои евентуално анималија кои што во случајов ги нема многу поради отсуство на волонтери и немаме енергија да ги реализираме. Тоа сакав да ве прашам, како се снаоѓате затоа што активностите кои што вашето здружение ги практикува бараат луѓе, значи бараат волонтери, а волонтеризмот некако малку по малку изумира, затоа што сега тука имаме и еден друг аспект, луѓето понесени од она да обезбедат некои основни материјални средства за живот, не може да си дозволат да бидат волонтери, затоа што тоа време додека се волонтери мора да го потрошат да обезбедат, да речам, средства за екзистенција. Добро е кога имате некоја друга работа и сте обезбедени на материјален план, па сега можете да бидете и волонтер во некое здружение или во некоја друга организација, но доколку сте невработен, можеби волонтеризмот многу тешко ќе ви падне. Или можеби пак е обратно, така ќе си го исполните вашето слободно време, па ќе бидете покорисни за себе и за околината. Каде е тука не случајно направив таа споредба во однос на тоа што го викам тој глагол кафување го потребуваме во цело време. Кога имаме време да поминуваме 3-4 сати пиејќи кафе, дружејќи се, викам правејќи најчесто непотребни разговори, оговарање, ред други работи, ние мораме да имаме време да помогнеме онаму каде што треба. Ке трнаме ево конкретно од она како ние се справуваме со тоа нешто. И јас одам на работа, и другите волонтери одам на работа. Некој друг од волонтерите активно бара работа. Минимум 8 сати сме на работа. 4 сати, минимум 4 сати волонтираме во прифатилиштето каде што имаме на чудо куќиња. Во случајов на 30 негде ги имаме. По дома имаме исто така на чудо куќиња. И колку животни имате дома? Дома јас конкретно имам во моментов 6, значи 3 куќиња и 3 маченца. Како се снаоѓате, значи и од материјален аспект, но и од време, затоа што си барат грижа и нега. Се снаоѓам токму како таа женичка со која го направив, која ја спомнав во случајов сиромашка која што трга своето лепче за да му даде на кученцата. Кога нештото се прави со љубов, дури да си скратиш половина од својот ручек, нема да го осеќаш гладот како разлика за она што си го споделил со животинчето. Дури и да не ме сватите буквално, ама едноставно и самиот чин на хранење на животинчете те нахранува. Те исполнува, да. Значи, кога се има мноштво изговори, резултатот го знаеме. Игнорантност. Игнорантност е нешто најужасно и нешто што може да се стави знак еднакво помеѓу игнорантноста и злото. Затоа што ако одминеш битие кој што има потреба од помош, ако го изигнорираш фактички, што е тоа поразлично од правење зло? А што е со оние случаи кога некои поединци ќе си купат или ќе вдомат некој куче, дури расни кучиња кои што чинат многу, ќе ги чуваат некој време и потоа од X причини, дали можеби им е тешко да се грижат за нив или веќе не се во можност, ги пуштаат на улица и имаме расни кучиња, значи кучиња кои што биле можеби со педигре, а сега може да се сретнат на улица заедно со другите бездомни кучиња. Што со таквите граѓани? Тоа не е ли уште полош пример? Точно. Затоа што си го зел, значи си зел одговорност кон тоа животно, а потоа го пушташ само да се снаоѓа како знае и уме. Просто се вчудо не видувам како може човечко бите да го направи тоа нешто. Значи земаш кученце, го растеш од малечко, како дел од фамилијата. Значи кога вдомуваш ти животинче, тоа од старт веќе е дел од фамилијата. Исто како детенце, ги растиш, се навикнуваат на тебе, се приврзани за тебе. Тоа кученце кога ќе порасне, да го испуштиш, како што спомнати, а ги имат такви случаи, не може така лесно да се снајде како кученце кое што растело на улица и ги знае, значи, законите на улицата едноставно. Тие кученца најчесто настрадуваат, дали
удрени од кола, дали малтретирани од злобни луѓе, дали труени и ред други злодела. Она што сакам да го кажам е дека во тој поглед затајуваат институциите. Значи, во Законот за заштита и благосостојба на животните, чином беше член 26, е наведено што представува одговорно сопствеништво. Значи, и казните кои што се пропишани се движат од 150 евра минимум за физички лица па нагоре. Како може да се утврди таа сопственост кога веќе куќето ќе се најде на улица? Ние тој проблем кога вдомуваме го решаваме на тој начин што вдомувачите пополнуваат формулар каде што наведуваат податоци за себе, податоци за животинчето, ги сликаме при мигло на вдомување да би имале нели фотографски доказ и ги после одреден период, после неколку месеци во зависност од времето кое го имаме на располагање, ги контактираме како е животинчето, пратете ни слика и досега не сме имале ситуација да некој од тие што вдомиле да го најдеме кученцето испуштено на улица. Значи гледаме да има совесни вдомувачи. Другите за жал не можеме да ги контролираме затоа што не знаеме. Евентуално во соработка со граѓаните, со нивните соседи или слично, ако би ни кажале дека тој кученце од тој газда, зашто нешто што се плашат искрено затоа што знаете она што ќе рече комшијата, не икам да ги нарушам односите со комшијата и ред други работи и го толерираме злото. Институциите затајува во тој поглед и ние сме убедени дека доколку еден случај, ево нека не еден, неколку случаи се решат така со казни, дека тоа би делувало превентивно за идните такви злодела. Во законот е пропишано како може исто така да се реши тоа, со тоа што ќе се воведе еден регистар на вдомувачи, на оние кои што прават исто така, кои што гледуваат кучиња за продажба, кои што прават легла, да ги чипираат, значи преку тој чип лесно би се дознало чиво е кучето. И најголемиот проблем на создавање бездомни животинки се всушност тие неодговорни сопственици. Сега имавме еден ваков пример пред можеби месец и половина. Го обработувавме во информативната редакција, се пожалија граѓани од периферијата на градот дека во соседството веќе неколку дена куче лае неконтролирано, предпоставува дека е затворено и е гладно и жедно, и дека поради тоа постојано лае, што нив нормално ги вознемируваше, затоа што и дење и ноќе се слушал лавеж, и тие го пријавиле во полиција случајот, но никој не изреагирал. Што во вакви ситуации, што да прават граѓаните, каде да се обратат? Граѓаните слободно треба да се обратат до локалниот ветеринарен инспекторат кој треба да излезе на терен и да утврди состојбата и причината зашто тоа животинче така постапува, значи зашто лае континуирано. Не треба животинчето воопшто да лае, тоа би било синоним дека е нешто болно. И јас трите кучиња што го имам. Ако помине одредено куче или некој друго животинче, лично знаат да пролаат, нели, нормално. Затоа што се брана територијата тука и но тоа е кратко, не би требало да биде кратко. Нон-стоп. Тоа што нон-стоп лаело е показател дека нешто не е во ред со условите во кои што се чува. Значи, должни се да пријават до локален ветеринарен инспекторат, а не да не контактира нас како анималија за да превземеме нешто. Не затоа што не можеме, мислам не затоа што не сакате, туку не сакаме, туку едноставно затоа што не можеме. Немате ингеренција. Не. Можеме ние фактички преку тоа нивно контактирање да ги контактираме локалниот ветеринарен инспектор. Значи играме расипан телефон во случајов и да потегнеме нешто да тие превземат. Од друга страна да имавме повеќе волонтери, радо би го правеле тоа нешто. Меѓутоа вервите при крајна енергија сме со затоа што не е нималку лесна работа да менаџираш едно цело прифатилиште. Но некако граѓаните од кога дозна дека постоите како здружение за заштита на животните, се кај вас се обраќаат кога имаат некој проблем. Значи првично кај вас се обраќаат, одговорноста, значи линијата на помал отпор. Нашиот контакт телефон исто така кој има на располагање лицата од комуналниот сектор, значи. И во случајот за да полесно се ослободат од тие граѓани кои што се жалат, им го даваат нашиот број како ние да го имаме магичното стапче
како да тие не знаат во каква ситуација се наоѓаме, мислам, институциите, дека едве крај со крај сврзуваме и дека имаме мноштво кучиња кои по дома ги лечиме, кои во прифатилиштето, кои што се надеваме набрзо ќе го регистрираме. И смета дека го има волшебното стапче, и уште што е пострашно, смета дека наша должност е сите зла кои што човекот ќе ги нанесе во однос на животните да ги коригираме. Во случај да не го направиме тоа нешто тешко нас, значи осудени на критики, дури негативни коментари, како наголеми злобници да сме ние. Дека душа подземаме тоа никој не го разгледува. Сега, дали и постои законска можност да бидат санкционирани ваквите сторители, да ги речам, односно луѓето кои што не се грижат соодветно за своите животни? Целиот закон што е доведен за заштита благосостојба на животните. Конкретно во овој пример кој што ви го наведов, дали собственикот на тоа животно, доколку се констатира дека не го чувал во соодветни услови и не го добивало животното оној потребен третман, значи подлежи на некакви санкции, колкави се тие ако се во парична вредност? Од 150 евра негде нагоре се движат тоа, тие казни во однос на, ето да речам, чување несоодветно на кученце, доколку пак има знаци дека е малтретирано и има евидентни докази дека трпело болки, дека има повреди, сечење на уши и ред други работи, казните се движат уште поисоко од 500 евра па 1000 евра сигурно. Имаме такви случаи каде што некој бил казнет во нашата општина? Во нашата општина не. Имавме случај на еден таков случај на неодговорно сопствеништво, каде што со лица од ветеринарен инспектор излеговме на терен, беше констатирано дека кучето не е соодветно чувано, дека кучето беше коска и кожа искрено. Меѓутоа, веќе после нареден ден, неколку дена кога требаше да се направи контрола, кучето мистериозно исчезна и за жал тој сторителот не беше казнет, одејќи со тезата дека и претходно имал некои проблеми со луѓе во односот со луѓе и дека фактички била психички нестабилна особа, значи нешто што е алармантно, искрено како е дозволено во град, да не се води сметка за лице кои што има такви психолошки пореметувања. Значи, ние како здружение, како љубители на животни, убедени сме дека оној кој што повредува животно, тој радо би повредил и човек. Зошто? Затоа што, така и го почнавте и вие муабетот, животинките немаат глас за да се бранат себе си. И многу е полесно да ги нападнеш нив, затоа што не може да се одбранат. Не може да се одбранат и затоа што законите затоа што законите агресивни личности кои што токму својата агресија покажуваат на живот. Така е, да. Ке зборуваме за тоа во вториот дел на емисијата, ми јавува дека е време за реклами, кратка пауза правиме, па потоа за еден проблем кој што не тангира сите нас, воопшто целата држава, како да се реши проблемот со бездомните кучиња, кои што ги имаме еве и во Охрид и во другите градови. Правите вие веќе некои напори, тргнате работата од мртва точка, ќе видиме до каде, но во вториот дел. Приватна здравствена установа Захариевски. Нов 4D ултразвук. Прегледи за трудници. Гинеколошки прегледи. Прегледи на дојка. Инвитро оплодувања. Сите испитувања на едно место. Остварете ги вашите посекувања. Добре дојдени сте. Поповски, како е мајка ти? Убав, тој на мајка. Чипсос, мучос густос. ВЗ Шари Тетово произведува јајца со висок енергетски квалитет од пилиња до несилки и до готови сувомеснати производи. Лекер користи пресно, здраво испитано пилешко месо на ВЗ Шари. Заедно до богата, вкусна и проверена храна за вашата трпеза. ВЗ Шари и лекер Тетово. Сите имаме различни соништа и потреби. Сега можеме да ги оствариме и да ги заштитиме на исто место и во исто време. Со кеш кредитот на Охридска банка добивате плюс кредитно животно осигурување, фиксна каматна стапка од 5,90% за првата година, без административни трошоци. Кеш кредит плюс осигурување. Охридска банка, дел од групацијата Societe Generale.
Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolacione sankcije. Stižemo. Pa hoće ovo u bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Одберете викенд прошетка во месец ноември по специјални цени. Посета на Бигорски манастир и Рајчица 450 денари. Посета на Света Богородица Пречиста Кичевско и Крушево 530 денари. Прошетка околу Охридско езеро 460 денари. Посета на Кањон Матка и прошетка во Скопје 570 денари. Се е возможно со Макс Травел. Не сте сигурни кое моторно масло е соодветно за вашиот автомобил? Обратете се кај експертите за масло Пенасол и решете ја дилемата. Единствено масло на пазарот во Македонија кое е произведено во Германија. Телефон 02 3109 258. Достапно во сите подобро снабдени продавници за автоделови во Охрид и Струга. Шпицата заврши, а почнува вториот дел од емисијата Под лупа. Господин Арнаудов, имаше еден период во градов кога интензивно се труеа кучињата. Бездомните кучиња и воопшто и другите, и мачките и другите животни кои што ќе се затекнеа. Многу пати расни кучиња страдаат тука, затоа што ставената мамка и отровот не пишува на неа за кого е, не дај Боже може и дете да настрада. Значи, каква е ситуацијата со оваа појава во градов? Дали имаме уште застапеност или малку се намали? Кога ќе направиме компарација во споредба со минатите години, мораме да признаеме дека труењата се намалени. Во однос на тоа што спомнавте, расни и нерасни кучиња, не правиме ние разлика како љубители на животните и се едно дали ќе биде отруено милениче нечие или ќе биде отруено бездомно животинче, тоа се отрул живот, значи згаснал нечиј живот, чија цел не била да згасне поради човечка злокобија едноставно. Намалени се тие труења, што поради законската легислатива, која што е донесена во таа насока и со која што дури и општините може да бидат казнувани само поради тоа што не преземаат мерки за да се санира таа појавност. Знаеме дека порано и самите општини се јавуваа како иницијатори на таквите нечовечни пракси. Што поради, значи намалено е тоа, што поради активизмот на волонтерите кои што се поборници за правата на животни, а кои што всушност се коректори на тие негативни дејанија во самото општество. А дали можеби во меѓувреме и се подигна свеста на граѓаните или? Да, значи слободно можеме да констатираме дека се подигнува свеста на граѓаните. Впрочем, јас како детенци не се сеќавам да сум видел луѓе да шетаат на ремче, значи мешанче, значи улично бездомно животинче кој што го вдомиле. Сега гледам на сведок сум на се повеќе такви случаи, не само во Охрид, туку и низ другите градови ширум Македонија. Значи еден стереотип веќе полека спласнува, па дури ево малце да најавам дека Анималија прави напори да набарзо организира и изложба на мешанчиња.
Значи да не бидат оние стандард со разни кучиња, па од такво легло, од вакво легло, туку да се уништи таа дискриминација и да се избере, да речеме, се добива награди прво, второ, трето место за најдобро по изглед или по карактер, како и да е мешано бездомно животинче, милјаниче. Исто така, она што не можеме да го контролираме ние како здруженија, за жал не може и општината целосно да го исконтролира, е појавата на труење на кучиња или мачиња на несовесни поединци. Тоа е еден проблем кој што државата доколку сака може да не најде механизми да го реши. Како? Така што ќе контролира таа подетално ќе контролира таа продажба на отрови кои што најчесто се купува во земјоделските аптеки. На запад така е решено. Значи не може на запад било кој да купи отров. И евентуално доколку купи да се знае има за што е институции намената. кои што го контролираат при самата примена на тој пестицид или хербицид. Она што е опасно не само во однос на труењето на бездомни животни, туку е опасност и во однос на користењето на истите тие отрови, пестициди и хербициди при производството на зеленчуки и овошје, значи за човечка исхрана. Бидејќи знаеме дека денес владеат условите на капитализмот, каде што не е битно како нештото ќе го создадеш, битно е да го пласираш и профит да создадеш. При таа борба за профит, оној кој што ја болчето ќе го произведува, ќе гледа како да на потрошувачот му го понуди во најдобар изглед и облик, да го примами и да го купи, дека нема црвче во него, и при тоа да не води сметка за тоа дали отровот кој што го нанел се разградил. Дали е болкото е од она како приказната на Снежана всушност? Всушност таа е пораката и што во приказната на Снежана сака да се пренесе на еден имплицитен начин. Има начин за да се реши, значи нештото доколку се сака да се реши. Меѓутоа очито државата не правува доволно интерес и напори и грижи за да го реши овој круцијален проблем, општествен проблем, а исто така и нехуман, неморален чин. Воедно, еден од начините, можеме да започнеме веќе со таа тематика како би го решиле тој проблем со бездомни животни. Значи, ние како здружение апелираме да единственото решение е залови, стерилизира и врати. Зошто врати? Затоа што ако ги чуваме, значи во прифатилиште тие сите заловени, стерилизирани животни, ако со години никој не ги вдомил, ќе немаме простор да ги ротираме животинките и да обезбедуваме место за останатите кои што се во потреба. Значи, и затоа мораме да ги вратиме на истото место каде што сме ги заловиле и при тоа нема да се ствараат чопори на кучиња, бидејќи ќе нема тука женки кои што би биле причина за Значи вака да разјасниме, не е возможно да нема воопшто кучиња, бездомни кучиња во градот. Така. Значи она гледка која што на сите помалку или повеќе ни е пријатна, ќе ја има. Само поентата е во тоа да тие не се агресивни, да не ги напаѓаат граѓаните и да нема причина зошто да се граѓаните да се плашат. Затоа што има многу граѓани кои што имаат страф од кучињата. Дали е тоа основано или не, тоа е друга веќе тема. Тоа е друга тема, да, меѓутоа најчесто се неосновани тие стравови поради, знаете како детенца како не плашеле, немој ова да направиш, донете волкот или ќе не уплашиле кученцето или полицаецот, тие работи. Ние тоа во подсвеста се го врежуваме, после го манифестираме на еден подруг начин. Ево са Бајлијето имавме дојава на граѓанин да одиме на терен затоа што некој кученце се пуштало на минувачите. Ние го знаевме претходно тоа кученце, ама после работа, ето јас отидов и го посетив тоа кученце. Гледката која што ја затекнав, верувајте, со минути седев и се дивев. Мало девојче, застанато, со истото тоа кученце, кучка која што има 5-6 малечки, си играше, се галеше, го хранеше. Значи, што сакам да кажам сега со муабетов, дека од нашиот пристап ќе зависи и тоа како бездомните животни ќе се однесуваат кон нас. Како треба да се однесуваме? Еве за сите оние граѓани кои што пак ќе речем има некаков страф, некоја аверзија према кучињата кои што треба да се однесуваме на ист начин на кој што треба да се однесуваме со луѓето, значи со љубов. Со љубов се е возможно да се направи. Значи без омраза, без нанесување зло, пак ќе речам се она што на човек ќе му го нанесеме како злокоба, тоа си оди во подсвеста, значи ние сме едни битија кои што сме толку сложени, да речам, а толку едноставни.
сето тоа се потиснува во свеста и после се манифестира на други начини. Сега имаме така животинките. Така. Значи доста често мислам дека и во градов во помали случаи, значи во поретки случаи имаме појава на организирање на борба на кучиња или на некои други животни. Во Скопје беше нели актуелно во изминатиот период, навистина неубави гледки можевме да видиме по социјалните мрежи. Дали се случува ваква појава кај нас? Имате ли такви некои податоци? Што се превзема тука? Директно не сме биле, да речеме, сведоци на такви ситуации. Меѓутоа, знаете, од социјалните мрежи, некои други извори, сме биле, значи, информирани дека одредени луѓе од градот, кои што најчесто знаеме кои луѓе ги прават тие нешта, се вклучени во тие противзаконити и крајно неморални дејанија на злоупотреба на животни. Самиот закон е изречен во однос на тоа прашање, во однос на таа појавност, дека не сме никако да се злоупотребуваат животните и да се малтретира на тој начин. Казните се огромни, до 5000 евра се движат. За жал до сега јас не сум информирана и моите пријатели, волонтери во другите здруженија исто така не сме биле сведоци на тоа дека некој нешто превзел против одредени пријави, сме поднесувале пријави, особено на организатори на борби во Скопје, низ Западна Македонија и слично. Меѓутоа нема некоја разрешница и казна. Тоа, ако се направи одредена конекција, алудира на тоа дека можеби лица од тие другите институции кои што треба да го бранат законот се вклучени во тој бизнес, затоа што верувајте во тој бизнес се вртат огромни пари. Кој тој што сака, мислам, кој што ужива во вакви борби, впрочем? Ако психолошки го анализираме тој човек, значи не е толку сложено да го донесеме тој заклучок. Значи тоа се луѓе кои што толерираат насилство, толерираат зло, кои што исто кои што вршат насилие спрема човека и слично. Значи, јас сум убеден дека ако евентуално анималија како организација потегне нешто за одреден сторител, дека ќе се соочиме со едно мноштво закани, па дури да речам може да настрадаат невините, во случајов животинките за кои што се грижиме. Тоа е опасна работа, меѓутоа гледаме постепено да ги коригираме нештава, прво оние кои што претходно ги елабориравме со моветиве, па тек после тоа постепено можда и автоматски да си дојде корекцијата на тие злодела. Неслучајно рековме дека свеста лека по лека се подигнува. Така. Сега, она што е, да речам, најактуелно и на кое што најмногу обрнувате внимание, стационарот за бездомни кучиња. До каде се тука работите? Работите се, можам да кажам, ево, со насмевка дека работите се придвижува во позитивна насока, дека она што ни беше сон, значи во град Охрид да осване едно прифатилиште, лека по лека станува и реалност. На барање на општината анималија е задолжена, значи, да го менаџира тоа прифатилиште. Самата општина се повика на нашата запознаеност со нели како да пристапи со животинките, нашата стручност, нашата специјалност и што е најбитно нашиот ентузијазам за да им излеземе во пресред на животинките, а преку тоа и да го решиме тој општествен проблем, да го изменаџираме тоа прифатилиште и сме навистина многу благодарни за таа чест, можам да кажам. Поднесени се документи конечно и за да го регистрираме прифатилиштето согласно законската рамка и целиот тој правилник за изградба на прифатилишта. Чекаме уште одреден документ од општината да биде одобрен за да го доставиме до Агенција за храна и ветерина и да сечиме лентата да ве поканиме на тој свечен чин. Воедно ќе бидам искрен дека го менаџираме тоа прифатилиште, можеби веќе година, значи не ги исполнувавме сите законски услови, ќе бидам искрен. Меѓутоа верувајте дека животинките таму кои што се згрижени се каде посрекни по самата физиономија, ќе познаете како посетители дека се нахранети, доколку направиме компарација со одредено прифатилиште во Скопје, Вардариште, каде што можеби тие исполнуваат целосно законската рамка, меѓутоа животните таму бел ден не гледаат. Како изгледа еден ден во прифатилиштето на еден од вашите волонтери?
Најчесто во прифатилиштето поради недостиг на волонтери одиме по еден, а најдобро е минимум двајца да сме. Затоа што побрзо ќе ги обавиме нештата и после тоа ќе се насочиме кон другите нешта како за здруженијето, така и за нештата поврзани со тоа да го извадиме лепчето наше за да преживееме, за екзистенција. Одиме најчесто утрински, кон 8-9 часот, одиме, ги пуштаме кученцата тука во заграден простор, да се истрчаат, да фатат сончев зрак, значи живи битија, сакаат воздух. Им ги менуваме, значи чистиме, ја менуваме сламата секојдневно, менуваме вода, подготвуваме храна, ги терапираме тие повредени животинки. Имаме дури и време, а и треба сите да го има, нели да му посветиме внимание, затоа што нели ако не му посветиме внимание, после потешко истите тие да ги вдомиме. Значи ги социализираме на еден начин. И на крај храната кога е спремна, самите кученца веќе чекаат за да влезат во кафезите и да им ја дајме храната. Значи самиот чин на влегување во кафезите кажува дека сепак се среќни, задоволни и дека не е толку страшно ако се затворени 9-10 часа во тие кафези. Така. И она што се насочуваме да најдеме дом, значи колку сега тука сакав да ве запрашам, колку кучиња досега се вдомени? Водиме евиденција, ги собираме тие формулари, меѓутоа не успеав да ги избројам пред да дојдам во оваа емисија. Од прилика ќе речам дека во однос на 2 години на наше функционирање, дека може би се вдомени негде 70-80 кученца, вклучително и маченца, значи, од прилика. Она што морам да го напоменам е дека потешко оди вдомувањето на големи кученца, на возрастни, отколку малечки. Тоа на еден начин може би сигнализира дека се уште луѓето ги гледаат животинчињата како играчки. Например, малечките знаеме посладки се едно друго, после кога ќе пораснат, тоа што веќе не се интересни, да. И дел може ќе ни ги вратат. Она што исто така е интересно да се направи конекција, тоа што странците покажуваат пак и интерес повеќе да вдома возрастни кученца. Па имавте сега, мислам дека сега имавме, значи случај на 2-3 кученца кои што ги пуштивме во Холандија и Белгија, во најава ни се уште 2-3 така. И неколку маченца исто. Верувајте, значи доста е напорно да се обезбеди цела таа документација за вдомување. Пасошот и чипирањето се едноставни, меѓутоа останатите документи кои што треба да се избркаат, изискуваат време, а и тоа што треба да измине одреден временски период од примање на вакцината и нели пасошот, ваѓање и чипирањето, за да може слободно да патуваат во другите земји, и тоа што треба некој да патува со нив. Најчесто доаѓаат од странство волонтери кои што специјално доаѓаат за да патуваат со животинчето пак назад за Холандија, Белгија, Швајцарија. Така. Но што ни преостанува друго освен тоа. Така. Значи еве уште еден апел до сите институции, до сите поединци кои што можат да помогнат за решавање на овој проблем. Рековме, значи оние луѓе кои што сакаат животни ги сакаат и луѓето. Може да се направи така една генерална паралела. И кучиња ќе имаме во градот, да се во помал број, затоа што посакуваме да бидат згрижени во некои семејства каде што ќе добијат соодветен третман, а и да бидат третирани онака како што заслужуваат. Кучиња, значи, ќе речам, човекот ги донесе кучињата во градот. Значи, јас сум убеден дека ако продолжи она што ловците го прават низ планините да пустошат, не само кучињата, туку и волците и лисиците и сиот друг преостанат дивеч, евентуално ако преостанал, ќе се спушти во градовите. И после чудното е што и ужасното е што човекот веднаш посегнува по тие криви, нити вини битија кои што трнале по инстинкт да бараат храна. Значи, ето случајот со лисици, например. Да, што имаме во нашиот град, имавме неколку така случаи каде што имавме појава во самата градска средина. Значи, имавме во стариот дел на градот, минатата година беа забележани кај градската болница. Што со овие диви животни, како да ги третираме нив? Еве сега имаме орална вакцинација против беснило на лисиците. Една мерка која што ја превзема државата и е за поздравување, ама од друга страна пак може да има некакви несакани последици врз населението кое што не е информирано, кое што може да дојде во допир со
тие орални вакцини кои што наликуваат на чоколадо. Да. Значи треба малце повеќе да се работи на таа едукација, промоција и свест. Значи, во однос на тоа одамна имаме рачистено дека лисиците не представуваат проблеми сакана за опасност за граѓаните. Но сепак е чудно кога ќе се во градска средина. Во Англија имате на сред улици едно чудо лисици си шетаат по дворови ода, значи ги прифатиле. Тоа што е чудно, тоа е веќе друг агол на гледање на нештата. Мене искрено, например, преубава гледка ми се лисиците, можам да речам дека и страст ми се лисиците. Имам едно кученце што го имам в доме, последното кое што го зачував токму поради тоа на лисиче ми алудираше и реков, иако имам толку, уште ова ќе го зачувам. Тоа во однос на тие, значи, чоколадца, да, кои што се наменети за лисиците. Имаме најави дека одамна искоренато е беснилото во Македонија и не знам дали тие би имале некој ефект и дали треба да се пуштаат, значи, да се така на тој начин, значи да делуваат превентивно евентуално за појава на тоа беснило. Она што е поопасно е да се внимава, значи, на отровите. Можеби тие не сум доволно информирано каква хемикалија се и слично, дали се опасни толку како што отровите кои што се расфрлаат за кученцата, кои што може да дојде во допир со некој детенце. Беше апелирано дека ако не дај Боже се конзумира од течноста која што е во тие како таблетки, веднаш да се посети лекар, значи има опасност. Сепак е хемија, да. Меѓутоа да се прибегне кон тоа да како порано некогаш можеби што се прибегнувало да се уништува лисиците, мислам дека е крајно неморално и секако незаконито. Евентуално да се залуваат со кафези да се транспортираат во шумите каде што и стварно им е местото. Каде што им е природната средина. Да, и да се поведе повеќе сметка за едно одговорно ловење, значи да се има поголема контрола, зашто верувајте ги сотревме планините и во однос на животинките и во однос и на сечата и шумите, а тоа природава ќе ни го врати дупло во негативен аспект, ќе ни се одмасти. Да не дозволиме тоа да ни се случи, значи пак ќе речам сите заедно со здружени сили да си го добијат животните третманот кој што го заслужуваат. Вие продолжите со вашите активности, ние сме тука да ве следиме, што све правите и морално да ве поддржиме. И благодарам за ова гостување во Лупа, една така тема, мислам дека која што не е многу елаборирана, ја доближивме повеќе до граѓаните. Така, благодарам за поканата. Би додал за накрај во однос на прифатилиштето, заборавивме, мислам, оваа тема е неисцрпна. Да, ќе имаме уште поводи за причина, така значи, да. За прифатилиштето и во однос на тој проект за санација на подлогата, да им упатам јавна благодарност, ево користам оваа прилика за таа поддршка и да им упатам еден апел дека за да го решиме проблемот ни треба поголема соработка од она што и сега ја имаме и за одредени работи кои што ги алармираме, а кои што делуваат критично во нивно уво, да не сватат бидејќи навистина енергетски веќе не можевме и нели тешко ние кога се соочуваме, значи со такви ситуации на страдање на животинките и нормално во состојба на афекта да го посочиме прстот таму каде што надлежните се нели ангажирани да го решат тој проблем. Така. Епа, локалната, значи, гледам дека има слух за ова прашање, прави напори во рамките на низините финансиски... Еден од добрите градови сме во поглед на тоа. Во рамките на низините финансиски можности, сигурна сум дека со заеднички сили ќе го истуркате проектот добро. Така, да, и евентуално ако се отвори можност, нели нешто што инсистираме, барем едно лице од анималија да се вработи, значи, цело работно време да биде во тоа прифатилиште и нели нормално да можеме и повеќе кучиња да ги скришиме таму. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Поздрав и до моите пријатели, бутикот Васидора и студиото Арс Нова. Довидување почитувани до наредната емисија.